Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате 163 новозаразени во државава, од кои 4 во Тетовско и 17 во Гостиварско. Лекарите советуваат храната соодветно да се чува и приготвува. Труењата се честа појава во лето. Чести казни за моторциклистите. Ретко носат соодветна заштитна опрема. 163 нови случаи на COVID-19 во земјава, од кои 4 во Тетовско и 17 во Гостиварско. Во последното деноноќие нема починати лица, а регистрирани се 69 оздравени пациенти. Во последните 24 часа се направени 1636 тестирања, а регистрирани се 163 нови случаи на COVID-19 во државава, најмногу во Скопје 52, Штип 33, Куманово 21, Гостиварско 17 и Тетовско 4, од кои 3 од општина Тетово и 1 од општина Теарце. Во последното деноноќие нема починати лица, а регистрирани се 69 оздравени пациенти, од кои 1 во Тетово и 6 во Гостивар. До сега во земјата се направени вкупно 88.179 тестирања за COVID-19. Денеска немало тестирања во рамките на скринингот. Вкупната бројка на COVID-19 диагностицирани пациенти во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 9412. Бројката на оздравени пациенти е 4940, на починати е 432, а во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 4040. Сериозно и алармантно е ширењето на коронавирусот меѓу населението во Гостиварскиот регион, оцени меѓуопштинскиот кризен штаб. На подрачјето има околу 200 активно болни, а бројката на новозаразени постојано расте. Сериозна и алармантна е состојбата со ширењето на коронавирусот, оцени на денешниот состанок кризниот штаб за општините Гостивар, Врапчиште и Маврово-Ростуше. Според изнесените податоци, во трите општини има скоро 200 активно болни, од кои најголемиот дел се од општина Гостивар. 22 од заболените се хоспитализирани, додека останатите се асимптоматски или со благи симптоми и се во домашна изолација. Маска, дистанца, високо ниво на хигиена, по кој знае кој пат повторуваат институциите во својот апел до граѓаните. Ситуацијата во Гостивар е навистина сериозна и алармантна. Активните случаи моментално се 193, од кои 145 во Гостивар, 42 во општина Врапчиште и 6 активни случаи во општина Маврово и Ростуше. Вториот заклучок беше дека сите институции кои се вклучени во локалниот кризен штаб треба да ги повикаат граѓаните да се држат до препораките кои ги повторуваме од почетокот на пандемијата, и тоа се да носат маски, да држат растојание и да се грижат за личната хигиена. Кризниот штаб ја потврди бројката од 14 ново заразени за вчера, која ја објави и телевизија Кисменада, додека во извештајот на Министерството за здравство, Гостивар беше евидентиран со само 4 случаи. Значи, од податоците кои ние ги добиваме директно од епидемиологија, вчера биле заведени 14 случаи, од кои 12 од општина Гостивар и 2 случаи од општина Врапчиште. Најверојатно податоците кои ги превземаат од Министерство за здравство ги преземаат со каснење, и затоа податоците кои ни ги даваат директно од епидемиологија тука и тие кои ги превземаат од Министерството, поради доцнењето не се совпаѓаат ден по ден. Од Министерството за здравство на нашето прашање зошто има толку голема разлика во податоците, одговорија дека анкетите за 10 потврдени лица биле пратени во текот на вчерашниот ден и тие ќе бидат прикажани во денешната статистика. Инаку на Гостиварското подрачје досега се направени околу 1100 тестови за корона. Соодветно приготвување и чување на храната се препораките на докторите со цел избегнување труење со храна карактеристични за летниот период.
Труењата со храна се најчести во летните месеци, па затоа лекарите апелираат до граѓаните за поголема внимателност при подготвувањето, чувањето и конзумирањето на храна, со цел избегнување несакани последици по нивното и здравјето на нивните најблиски. За да се спречи труење со храна, неопходно е да се направи правилен избор на продуктите и нивна набавка, да се обезбеди соодветен транспорт и услови за чување на храната. При купувањето треба да се води сметка за изгледот, рокот на употреба и соодветно чување на храната, да се купува од проверени места каде има услови, каде производите, особено лесно расипливите од животинско потекло, се чуваат во разладени уреди. Летен период имаме годинава нешто по-ладно лето, со пониски температури, но тоа не значи имаме екстреми, така што со голема влажност, така да ако не се запазуваат некои основни постулати, може да дојде до труење на храна. Најчесто и труењата на храна се со стрептостафилокок и норовирус, ротавирус, но најчести се бактериолошки труења со храна. Како да се заштитиме? Ќе се заштитиме прво со одбир на суровини, значи што се исправни, безбедни суровини, потоа одделување на суровото од готовото, тоа се основните постулати, потоа приготвување на адекватна температура и со адекватно време, конзумирање одма од како ќе биде приготвено јадењето и да не забораваме користење на безбедна вода за пиење. Труењето со храна или вода е често заболување кое се јавува како резултат на внесување храна или вода која содржи бактерии, паразити, вируси или токсини создадени од овие микроорганизми. Симптомите најчесто се манифестираат во текот на 24 часа, набргу по консумирање на загадената храна. Ова заболување може да се јави кај еден човек или кај група луѓе кои јаделе од истата контаминирана храна. Се забележува голема фреквентност на моторциклистите на Тетовско-гостиварското подрачје. Речиси секој ден СВР Тетово издава поднесоци за неносење заштитна опрема. Оттаму со апел да се почитуваат правилата и прописите. Летниот период е време кога голема е фреквентноста на мотоциклисти на Тетовско-гостиварското подрачје. Сообраќајниот метеж е секојдневна слика во овој регион, а движењето на мотоциклистите уште повеќе го отежнува сообраќајот. Од секторот за внатрешни работи Тетово постојано апелираат да се биде особено внимателен овој период, а мотоциклистите да носат соодветна заштита и возачка дозвола. На поширокото Тетовско-гостиварско подрачје деновиве забележително зголемено е присуството на мотоциклисти на патиштата и улиците, особено во текот на викендите, но и во попладневните и доцните вечерни часови. Имајќи ги во предвид ваквите состојби, секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш апелира до мотоциклистите задолжително да поседуваат соодветни возачки дозволи, навреме да ја проверат техничката исправност и да ги регистрираат мотоциклите, но и да користат соодветна заштитна опрема, пред се заштитен шлем, односно кацика. Покрај ова, до мотоциклистите се апелира исто така да ја прилагодат брзината според условите на патот, односно да не возат пребрзо и да се движат еден позади друг, а не еден до друг. Исто така, мотоциклистите се подсетуваат и на врската да не превезуваат повеќе лица од законски дозволениот број и без потребната заштитна опрема. СВР Тетово продолжува со ненамалено темпо во однос на засилени контролни активности и речиси секојдневно подготвува поднесоци најмногу за некористење заштитна опрема. Глобата за таквиот прекршок изнесува 50 евра во динарска противредност. Во период на пандемија со коронавирус, полициската статистика бележи намалување на прекршоците во сообраќајот. Во првите 6 месеци од годинава санкционирани се вкупно 3556 прекршоци. Во изминатите 6 месеци од оваа година на подрачјето на СВР Тетово вкупно откриени и законски санкционирани се 3556 сообраќајни прекршоци, или над 8300 помалку во споредба со истиот период лани.
2609 биле откриени на Тетовското, додека 947 на гостиварското подрачје. За санкционирање на овие прекршоци биле изготвени 2448 прекршочни и 1138 мандатни платни налози, како и 5344 барања за поведување прекршочна постапка против исто толку сторители. Најмногу од прекршоците констатирани во првото полугодие, односно 849, се однесувале на неприлагодена брзина според условите на патот, односно на пребрзо возење. Покрај тоа, кај 387 од контролираните возачи било утврдено дека ги управуваат возилата под дејство на алкохол. 171 возило, односно воzač, не држело страна на движење, 74 не почитувале првенство на минување и друго. Во првото полугодие исто така помал од лани за 57 е вкупниот број на случајни сообраќајни несреќи, кои сега изнесува 365, од кои 268 во Тетовско и 47 во Гостиварско. А речиси двојно помал е и бројот на загинати лица, 3 во Тетовско и 1 во Гостиварско, наспроти минатогодишните 7 во истиот период, информираат од СВР Тетово. Инцидент на бензинска пумпа на стража откако вработен побарал од клиентите да носат заштитна маска. Следуваат деталите од СВР Тетово. Вчера во 20 часот 52 годишник од Гостивар во СВР Тетово пријавил дека околу 19 часот на бензинска пумпа на стража каде што бил вработен застанале патничко возило со кумановски регистарски ознаки и патничко возило со струшки регистарски ознаки за да наполнат гориво. Според пријавеното, откако 52 годишникот им рекол дека нема да ги услужи поради тоа што не носеле заштитни маски, едниот од нив отишол до возилото и се вратил со пиштол во појасот. Набрзо по пријавувањето, лишен од слобода е 25 годишник од Куманово, се работи на документирање на случајот. Вчера пак во 20 часот и 30 минути, 29 годишник од Тетовска Голема Речица во СВР Тетово пријавил дека околу 16 часот физички бил нападнат од 35 годишник од истото село, поради нивни нерасчистени должнички односи. Се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот. Вчера исто така во 17 часот и 25 минути 72 годишник од Гостивар во СВР Тетово пријавил дека околу 13 часот во гостиварската населба Питарница бил физички нападнат од 3 лица, кои на местото пристигнале со возило со скопски регистарски ознаки. Се работи на расчистување и документирање на случајот. Вчера во 8 часот и 30 минути 59 годишна жителка од Тетовски Требош во СВР Тетово пријавила дека пред 20 на дена од дома се оддалечил нејзиниот 39 годишен син. Се преземаат мерки за пронаоѓање на лицето. Невладината организација Младинска алијанса Тетово спроведе истражување на јавното мислење на тема инклузија на мигрантите во општеството. За подобра социјална инклузија на мигрантите во општеството е насловот на проектот финансиран од Европска Унија, а имплементиран од организацијата Младинска алијанса Тетово. Целта на проектот е да се добие слика за мислењето на локалните чинители во Полошкиот плански регион за постоењето и важноста на проблемот со мигрантите и нивна подобра социјална инклузија во општеството на локално ниво. Главна активност на проектот беше спроведување на истражување на јавното мислење преку анкетарски прашалници и спроведување на затворени фокус групи. Како продукт од проектот е изработена мала печатена публикација каде што се објавени резултатите од истражувањето, како и произведен мал аудио-видео филм каде што се представени скромни мислења на темата. Покрај ова, Младинска алијанса Тетово, како давател на социјални услуги, совети и информации од правно-нормативна и финансиска природа на мигранти, исто така активно подготвува комплетирање на целосна документација за аплицирање во Министерството за труд и социјална политика, за лиценцирање на дејноста, давање на социјални услуги на мигранти согласно закон. Имено се работи за активности во склоп на проектот ИРИС вмнежување, организации од граѓанско општество за заштита, управување со чувствителна миграција.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието и пријатно.